Централни вести на Канал 5. Ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. Уште 16 од повредените во пожарот пуштени на домашно лекување. Надлежните се подготвуваат за враќање на пациентите од странство. На некои пациенти за рехабилитација ќе им треба 2 недели, на некои можеби и со месеци. Црвениот крст деновиве ќе подели првична помош од собраните донации. Во Скопје протестен марш. Мицкоски вели дека го разбира гневот на граѓаните и го поддржува, но ги осудува политичките злоупотреби. Не можам никако да ги оправдам оние политички глодари и лешинари кои што не сакаат силна влада од ВМРО. На кампусот на УКИМ немаше студентски пленум. Никој не сака сликање од новинари. Крвава драма во Скопско Волково. Кираџија го убил газдата, го ранил неговиот син, па се самоубил. Ранета службеничка во Центарот за социјални работи во Прилеп. Напаѓачот пукал, оти не бил задоволен од постапката во која бил странка. Каратистот Боре Видевски сега негира каква било инволвираност во киднапирањето и убиствата на Панче и Вања. Тврди дека прво признал под принуда и тортура. 240 семејства на загинатите и повредените во Кочани следните денови ќе добијат по 150.000 денари или околу 2400 евра првична помош од Солидарниот фонд на Црвениот крст. За таа цел ќе се одвојат 36 милиони денари од досега собраните 54 милиони. Инаку, освен Црвениот крст, пари за помош на семејствата на настраданите се собираат и на неколку онлайн платформи. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. На 240 семејства засегнати од трагедијата во Кочани во следните денови ќе им бидат префрлени по 150.000 денари. Станува збор за средства донирани на сметката на Црвениот крст на Македонија од граѓани од земјава и од странство, компании, локални самоуправи и државни институции. Но имињата ќе бидат објавени откако ќе заврши донаторската кампања. До денес со донации се собрани 54 милиони денари или околу 870.000 евра. А само од телефонските повици собрани се 12 милиони денари. Генералниот секретар на Црвен крст Македонија Саид Саити рече дека семејствата се уште немаат добиено парична помош, бидејќи согласно законот за заштита на личните податоци, за префрлање пари потребни им се матичен број и писмена изјава со своерачен потпис кој ги дава податоците. Црвениот крст викендов успеа преку своите активности, општинските организации наши, да ги собереме податоците за починатите. И тие податоци се пристигнати денеска и тука се кај нас. Се договориме за лицата кои се лекуваат во странство. Податоците да ги соберат заедничките служби на владата и тие го прават или го направија. Дел од податоците денеска ги добивме од заеднички служби. Ни останува уште еден предизвик да ги собереме податоците и изјавите на повредените и на нивните семејства на лицата кои се лекуваат во државата. Сето тоа ќе успееме да го завршиме денеска и утре и веднаш пристапуваме кон исплата на средствата. Покрај Црвениот крст, акции за собирање средства за настраданите во Кочани се организирани и преку платформата iCrowd, на која досега се собрани околу 80.000 евра, како и на GoFundMe, на која досега се собрани околу 100.000 евра. И младите од Кочани креираа веб-сајт за директна финансиска помош на членовите на семејствата на повредените, кои се лекуваат во земјава и во странство. На интернет адресата supportkochani.com се објавени трансакциски сметки и секој донатор може да избере кому и колку пари ќе прифрли преку својата банкарска сметка. Не би било добро Црвениот крст сега да биде тој што ќе ги означи и ќе ги критикува за тоа што да не бидеме сватени погрешно дека ние сакаме само ние да бидеме единствени. Гледаме и ние дека има такви амбиции, има разни платформи кои нели се лиферуваат по мрежите. Ние не би се осудиле како Црвен крст да користиме личен податок нечии на таков начин да го објавиме за да некој го користи. Црвениот крст ќе се придржува до законот и по цена малку да бидеме критикувани. Саити напомена и дека интересот за донирање се уште голем, поради што сметката и телефонските броеви ќе останат отворени и понатаму.
За вечерва е најавен нов протест во Скопје, но и во неколку други градови низ Македонија за трагедијата во Кочани. Во Скопје собирот ќе почне во 18 часот и 59 минути, символично за 59 жртви, и тоа на плоштадот Македонија во организација на иницијативата Кој е следен. На плоштадот е Дејан Трајковски, во живо го имаме во вестите. Дејан, има уште повеќе од половина час пред стартот, но дали граѓаните почнаа да се собираат? Борчо, до што може да го забележиме, ете и камерата може да покаже позади мене, веќе граѓаните полека се собираат на овој протест на кој што е во организација на граѓанската иницијатива Кој е следен. Тие воедно најавија и во 18 часот и 30 минути дека ќе дадат изјава, односно ќе кажат кој на некој начин стои позади оваа граѓанска организација, како што до предмалку разговарав со нив за да покажат дека во нивното действување нема никакво политичко влијание, што се однесува до протестниот марш, за разлика од минатиот пат, како што беше само собир, сега ќе се одржи еден протестен марш, односно кој ќе започне тука во 18 часот и 59 минути со 3-минутен молк, а потоа од тука оние кои што ќе се соберат ќе продолжат кон собранието. Следна станица од собранието ќе им биде градската болница, каде што според најавите кои што ги имаат на социјалните мрежи ќе има 5-минутен аплауз за здравствените работници, потоа покрај универзитетската библиотека и мостот Гоце Делчев продолжуваат кон владата, каде што ќе има 16-минутен молк, а потоа ќе следат и говорите, односно барањата кои што ќе ги представат од она, барем за сега што го знаеме, повеќе ќе дознаеме во изјавата која што ќе ја дадат во 18 часот и 30 минути, е дека бараат да се отвори целата документација околу истрагата и пропустите кои што се случиле во пожарот кој што се случи во Кочани. Исто така бараат и да има една дигитална алатка и инспектор каде што ќе може постојано граѓаните транспарентно да следат каде и какви инспекции се направени, но секако има многу повеќе барања од тоа, но тие, како што кажа, веќе ќе ги соопштат на пресконференцијата и во говорот кој што ќе го држат пред владата. Денеска изјава и свој став околу протестите даде премиерот Христијан Мицкоски. Тој посочи дека го ја разбира иницијативата на граѓаните да се соберат и воедно им изрази поддршка, но го осуди, како што кажа, чинот на оние политички субјекти кои што се обидуваат да се вмешаат во целите во протестите. Колешката Јана Јосифовска подготви прилог на оваа тема, предлагам тука да го слушнеме. Протестите се демократска алатка. Ги разбирам и поддржувам сите кои одлучиле својот револт да го искажат на протести, но не и оние кои преку трагедии се обидуваат да добијат политички поени, изјави премиерот Мицкоски, прашан за протестите по трагедијата во Кочани. Според него има такви кои што сакаат да ги политизираат протестите, бидејќи им пречи решителноста на неговата влада да се бори до последен атом, како што рече, против мафијата и за подобра држава. Протестите се демократска алатка на изразување незадоволство. И јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Инаку апсолутно ги разбирам сите оние кои што одлучиле својот легитимен гнев да го изразат преку демократска алатка, тоа се протести. Но не можам никако да ги оправдам оние политички глодари и лешинари кои што не сакаат силна влада од ВМРО, бидејќи е браник и последниот столб да не дозволи уништување на Македонија како држава. Инспекцијските контроли за легалноста на објектите продолжуваат со засилено темпо и покрај ограниченоста на ресурсите на надлежните, кажа Мицкоски. Констатирани се огромен број на нерегуларности. Кога зборувам за огромни неправилности, зборувам за конкретно 70-80% од објектите. Не зборувам за исклучоци, туку зборувам за пракса која што функционирала. И повеќе нема да функционира. Разработуваме план акционен за одреден период да се прогласи мораториум и да се отстранат сите тие неправилности за оние кои што сакаат да функционираат со дејноста со
со која што функционирале. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека утре ќе бидат објавени финалните бројки и имињата на сите фирми чии лиценци ќе бидат одземени заради незаконско работење, а за истото ќе бидат информирани надлежното обвинителство и МВР. Од министерството со кое тој раководи, до сега се проверени над 640 лиценци од градежната дејност од скупно 1100, а одземени се 97. Дополнително по засилените контроли во патниот превоз, 11 превозници меѓу кои Дурмотурс добија казни, информираа од Државниот инспекторат за транспорт. Од таму велат дека од 138 извршени контроли за 3 дена, констатирани се 21 неправилност кај правни и физички лица при вршење на превоз на патници и стоки. Беам претходно денеска во 13 часот на Филозофскиот факултет собир одржа и студенти на иницијатива на Независното студентско собрание, но далеко од очите на јавноста. Ти беше и таму, па да чуеме зошто не сакаат да дадат изјава за медиумите. Борче, тоа единствено днес може да се окарактеризира како една чудна ситуација. Бевме таму собрани околу 10 медиуми кои што отидовме таму да слушнеме што имаат да порачаат и да им пренесеме на граѓаните, но тие беа децидни околу тоа дека не сакаат било кој од медиумите да ги снима, ниту да даваат изјави, а во еден момент и насред платото еден од оние кои што беа учесници на тој пленум со мегафон говореше дека не сакаат медиуми и дека не треба да се слика. Предлагам тука повеќе да погледнеме од атмосферата која што беше нуки. Никој студент не сака новинари, значи никој студент не даде своја согласност за сликање, никој не сака сликање од новинари. Ќе ве замолам новинари без сликање, без медиуми. Така, тоа беше состојбата попладнево науки, инаку уште малку се очекуваат изјавите, како што веќе кажа, во 18:30, во 18 часот и 59 минути започнува и протестниот марш. Екипата на Канал 5 останува на терен, ќе го следиме и со повеќе информации ќе јавиме во следното информативно издание. Борче? Дејан Трајковски во живо за денешните протестни маршови и собири. Ти благодарам. По деновите на жалост, опозицијската СДСМ бара одговори зошто ниеден од командирите, инспекторите и раководството на Штипската и Кочанската полиција не се опфатени со истрагата. А ДУИ бара одговори и од МВР и од УЈП. Во меѓувреме обвинителството соопшти дека го прошириле тимот обвинители кои работи на истрагата. Ивана Стојановска. Партиски препукувања по завршувањето на 7-дневната жалост за трагедијата во Кочани. Од СДСМ обвинуваат за селективност во истрагата и јавно прашуваат како е можно лица од МВР кои кобната ноќ биле на должност и морале да знаат што се случува, досега да не се во притвор. Дали е точно дека сите 7 вработени во МВР, кои се моментално во притвор, не биле на функции во денот на пожарот во дискотеката? Дали сите надлежни од МВР таа вечер сториле кривично дело со несторување, односно непостапување? Дали се изземени од одговорност службеници, началници и командири кои вечерта биле на должност? Од ВМРО ДПМНЕ возвраќаат дека СДСМ манипулираат со трагедијата, тврдат дека она за што прашува опозицијската партија е веќе дел од истрагата. СДС прашува зошто не се притворени началници, командири, инспектори. Ова не е судење со толпа. Правдата не е циркус, туку процес. Притвор се одредува со докази и правни основи, а не со притисоци од партиски штабови. Има веќе голем број на приведени лица, а истрагата продолжува со несмален интензитет. Ни за прашања кон надлежните институции упатуваат и од ДУИ. Од партијата тврдат и дека локалот Пулс бил неформално собиралиште на целата политичка, криминална и бизнис елита од Кочани и регионот, кои имале блиски релации со собственикот на дискотеката. Сите знаат дека објектот бил запечатен од УЈП пред неколку месеци, а многу наскоро потоа незаконски отворен. Сите знаат дека на овие забави редовно се користеле пиротехнички средства и на сите им било јасно дека тоа се прави без дозвола од полицијата. И најважно, сите локални институции од полиција до инспектори го знаеле тоа, го гледале тоа, но не смееле да реагираат. Зошто навреме не видоа и зошто не спречија, прашуваат од ДУИ.
Оттаму обвинуваат и за политичка хајка против нивниот сопартиец Крешник Бектеши, кој како поранешен министер за економија е опфатен со истрагата за пожарот во дискотеката во Кочани и се наоѓа во 30-дневен притвор. Неговата сопартијка Арта Билјали во подкастот на Кавга со Иван вели за евентуална одговорност, последниот збор ќе го има судот. Ако ова вака се испостави во обвинителниот акт, дека Крешник така како што ви кажав, добро. И тоа што вие што ќе кажете на ова? Тогаш ќе треба, значи, јавното обвинителство да го убеди судот надвор од разумно сомневање дека тоа било така. Ако е тоа точно, ние не сме за виновниците да се на слобода за овој трагичен случај. Освен Бектеши, осомничени засега се уште 33 лица, а поради обемот на действијата од обвинителството информираат и дека тимот на јавни обвинители се зголемува на 11 лица и дека на распит ќе бидат повикани повеќе од 300 сведоци. Истрагата е во тек и во моментот се преземаат действија за обезбедување докази. Управата за јавни приходи ги демантира информациите во јавноста дека дискотеката Пулс била пломбирана од страна на УЈАП. Не се точни информациите дека во декември 2024 дискотеката Пулс била пломбирана од УЈАП, но она што можеме да го потврдиме е дека за овој објект е изречена казна за сторен прекршок во декември 2024 согласно Законот за регистрирање готовински плаќања, велат од УЈАП, кои во објавените информации гледаат обид за политизација, за кој ниту еден момент не било побарано да бидат потврдени од УЈАП. Од УЈАП појаснуваат дека така нареченото пломбирање било извршено кај друг угостителски објект и со друг назив, кој што бил предмет на контрола и за што била изречена привремена забрана за вршење дејност. 10 кафулиња и клубови се затворени поради разни прекршоци, а уште 15 ќе бидат затворени поради неисполнување на техничките услови за лиценца, информираше портпаролката на владата Марија Митева. Државниот пазарен инспекторат во содејство со МВР следните денови ќе продолжи со нови вонредни инспекции во објекти кои што организираат прослави и забави. Решенија за привремена забрана се изречени на 10 правни субјекти, кафичи и клубови по Законот за угостителска дејност. Ова се однесува во делот на прекршочната санкција и кај сите е различно, зависи од прекршокот, тоа е утврдено во самиот записник, некаде забраната е 10, 15, 20 или 30 дена. Утврдено е дека 15 правни субјекти од вкупно 23 кои што имаат активна лиценца не исполнуваат минимално технички услови. Кај нив ќе бидат изречени две мерки. Прво, решение за забрана за вршење на дејност и предлог до Министерството за економија за одземање на лиценцата. Граѓаните да бидат спокојни. Училиштата и градинките се безбедни, порача првиот човек на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски, откако провериле околу 90% од објектите. Тој најави дека следниот период проверки ќе се прават и во зградите и врз урбаната опрема. Во меѓувреме и антикорупцијската комисија соопшти дека почнале со проверка на законите за откривање потенцијални ризици од корупција при издавањето лиценци и дозволи. Маја Стојановска. 90% од градинките, училиштата, спортските сали и културни домови низ Македонија се безбедни, а во останатите 10% се уште трае вонредниот инспекцијски надзор координиран од ЗЕЛС, уверува председателот на организацијата Орце Ѓоргиевски. Од досегашните надзори најголеми неправилности биле констатирани во елаборатите за терасите и урбаната опрема во кафулињата, зашто бил оставен простор од еден месец тие да бидат отстранети. Ѓоргиевски вели дека следниот чекор ќе биде проверка на стамбените објекти и урбаната опрема низ општините. Во над 90% од случаевите се извршени инспекцијски надзори во сите училишта и градинки, во останатите мал број на проценти во моментов се вршат надзори и ќе бидат завршени многу скоро. Не требаше да дозволиме да се случи пожарот во Кочани, за да утврдиме дека во зградата каде што живеат 400 станари 30 години нема хидрант. Тоа не е одговорност и надлежност на општината. Но кога гледаме дека некој не делувал, кога гледаме дека нема одговорност, дали е ке управителот, дали ке станарите кои што не го завршиле тоа многу време пред да се утврди сега, ке мора да постапуваме.
Недостатокот на инспекцијски кадар низ дел од помалите општини времено ќе се решава со позајмување, а во наредниот период Ѓоргиевски нагласи дека ќе се зголеми притисокот за барање согласност од Министерството за економија за вработување на нови инспектори. Ние интерно ќе се надополнуваме. Нема да оставиме слаба карика кога станува збор за општините во наредниот период. Да, притисокот ќе биде зголемен во однос на барање на одобрување за согласности за да се вработат инспектори. Секоја општина мора да има инспектори. Генерално, најмалку 40 инспектори недостасуваат само градежни, за сите општини да добијат градежен инспектор да имат. Дополнително од Државната комисија за спречување на корупција информираа дека е започната антикорупцијска проверка на законите за идентификација и спречување на потенцијални ризици од корупција при издавање на дозволи, лиценци и надзор врзу гостителските и други правни субјекти. И од Министерството за образование и наука најавија дека од денеска во рамки на своите надлежности и Државниот просветен инспекторат ќе проверува дали училишните објекти се безбедни и осигурани. Крвава драма се случила утринава во Скопско Волково. Кираџија со неколку истрели го убил сопственикот на куќата во која живеел, а го повредил и неговиот малолетен син, пошто се самоубил. Таму беше Јорданчо Цветановски. Крвав понеделник во Скопско Волково. 65 годишен кираџија губил 58 годишниот сопственик на куќата во која живеел и пугал кон неговиот 15 годишен син пошто се самоубил. Убиството во кое има две жртви се случило на улицата 25 во Волково утринава во 9 часот. Од полицијата информираа дека смртта на двете лица на лице место е констатирала екипата на итната медицинска помош. Повредениот малолетник, син на починатиот сопственик на куќата, бил пренесен на скопските клиники и е во стабилна состојба. За сега нема информации која е причината за овој трагичен настан. Примен пациент кој што е од огнестрелно оружје, во моментот се прават исследувања кај тој пациент. Генерално состојбата е релативно стабилна и пациентот после испитувањата ќе продолжи лекување веројатно на клиниката за пластична хирургија. Пред пладнето на местото каде беше извршено злосторството можеше да се забележи брза помош, како и зголемено присуство на полициски екипи, кои вршеа увид и собираа информации поврзани со расветлување на случајот, како и мотивите за убиството. Некои од соседите, кои не сакаа да зборуваат пред камера, кажаа дека претходно немало расправија помеѓу двете сега починати лица и беа изненадени што еден ваков крвав пир се случил во нивната мирна населба. Од обвинителството информираа дека двете тела ќе бидат дадени на обдукција, а ќе се вршат и дополнителни вештачења со цел да се утврдат сите околности за трагичниот настан. Ке се вештачи и подигнатото оружје со кое било пукано. Во последните 4 дена ова е второ пукање во Скопје. Во четвртокот на влезот на селото Моране, во престрелка беше повредено едно лице. 36 годишна вработена во Прилепскиот центар за социјални работи е ранета од огнено оружје во просториите на центарот. Околу 14 часот, 50 годишниот А.Ј. од Прилеп влегол во канцеларијата на службеничката, вработена во институцијата, и испукал 2 куршума од огнено оружје кон неа. Од испуканите куршуми таа се здобила со прострелна рана во стомакот и веднаш со итна медицинска помош била префрлена во Прилепската болница. Според информациите, моментално е во стабилна состојба. Од Прилепската полиција информираа дека А.Ј. е приведен, а кај него, освен огнено оружје, пиштол, пронајден бил и нож. Според неофицијални информации, напаѓачот подолго време ја дебнел службеничката која работела на предмет во кој што бил странка. Од обвинителството соопштија дека напаѓачот пред 4 дена побегнал од психијатриската болница Демир Хисар, каде што одслужувал казна од 1 година и 3 месеци лекување, токму за предмет што го водела сега повредената службеничка. По Велибор Манев, денеска во Кривичниот суд почна сведочењето и на обвинетиот Боре Видевски на судењето за убиствата на Вања Јорчевски и Панче Жежовски. За разлика од Манев, Видевски пред судот негираше дека договарале грабнување и убиства, туку вели дека се договарало литија. Признанијата што ги дал во полиција и обвинителството тврди дека биле изнудени. Судењето го следи Михајло Видимлиски.
Боре Видевски негираше било каква вмешаност и планирање на убиствата на Панче Жежовски и Вања Ѓорчевска. Тој денеска даде исказ пред судот тврдејќи дека признанието што претходно го дал во полиција и обвинителството било под принуда. Повеќе пати бил тепан во полициска станица и притвор. За снимките на кои се гледа дека се собираат пред куќата на Велибор Манев, рече дека се работи за партиски активности на партијата Десна. По сознанијата на Палевски дека се заговара промена на името на МПЦО, планирале литија во Велес и дека снимката не е од датумот кој го посочува обвинителството. На 21.11.2023 бев на работа, вечерта имавме слава. На 22.11 исто така. Снимките на кои наводно се прави подготовка не е точно дека е така. Тоа што го гледавте од снимките е една подготовка за партиски активности и не одговараат со тие денови кои се наведени. На 26.11.2023 вечерта доцна отидовме со Велибор Манев во Скопје во партијата Десна. Останавме до доцна, разговаравме. Останав да преспијам таму, иако не сакав. Следниот ден на 27.11 пред 10 часот се вратив во Велес. Исказот со кој дадов признание во полиција беше под принуда. Повеќе пати бев тепан и ми кажуваа детали од двете убиства за што да кажам потоа. Истото го повторив и во обвинителството. Кога ме спроведоа, од страв признав. За пиштолот со калибар 9 мм кој го поседувал, рече дека не знаел каде е подолго време. Одговори и дека не го познава обвинетиот татко на Вања, Александар Ѓорчевски. Не се сеќаваше ни дека Велибор Манев уште претходно на мобилен му испратил слика од Панче Жежовски со Цитроенот, која обвинителството ја пронашло. Неговиот адвокат најави нови докази. На исказ во обвинителство на ден 21.12.23 година се посочени лица кои што работат со него и кои што се наоѓаат во канцеларија со него на ден 22 кој што тогаш беше утврден, повторно ќе кажам, како ден на извршување на убиството на Панче Жежовски. Значи, постојат и лица, а постои и потврда издадена од ДКП Дервен, која исто така ќе го потврди спротивното. Во дополнителни докази, лично ќе видите и таа потврда. На денешното судско рочиште заврши исказот на обвинетиот Велибор Манев, кој ги признаа сите дела и ги посочи Палевски, Видевски и Кешишов. Лјупчо Палевски денеска бараше иземање на обвинителството, а судењето продолжува во среда, кога ќе се чита исказот на Боре Видевски даден во истрага и ќе одговара на прашањата на останатите обвинети и адвокати. Две деца се полесно повредени откако во нив удрил автомобил на булеварот Партизански одреди во Скопје. Според првичните информации од терен, едното дете било на велосипед, а другото се движело пеш, кога во нив удрило возилото. Полицијата и надлежен обвинител прават увид на самото место, а детали се најавуваат до крајот на денот. На децата им е укажана лекарска помош. Самовистина во продолжение вечерва со Александар Бибиновски. Пријатна вечер.